Добар ден. USAID и основното училиште Ѓорче Петров денеска потпишаа договор за целосна реконструкција на кујната во ова училиште. Работите ќе завршат до средината на август. За реализација на овој проект се обезбедени 28.000 евра, од кои 8.000 ги обезбедува општината, а останатите USAID, информираше општина Ѓорче Петров. Со предвидениот проект старата кујна ќе биде комплетно преуредена по сите стандарди. Ова е само дел од настаните кои што денеска ги покривме во урбаните вести. Вандалите не мируваат. За само 2 дена успеа да ги уштатат сите 200 нови пластични контейнери за селектиран отпад. Директорот на јавното претпријатие Комунална хигиена Ракип Довчи упати апел да не ги уништуваат контейнерите, затоа што истите се обезбедени со пари на граѓаните. Новите контейнери за селектиран отпад што беа поставени во неколку скопски општини биле оштетени веднаш по нивното поставување во неделата, информираше денеска директорот на јавното претпријатие Комунална хигиена Ракип Довчи, посочувајќи дека сите 200 нови контейнери во општините Аеродром и Карпош биле цел на вандали кои ги оштетиле системите за затворање на капаците. Довчи потенцираше дека несовесните граѓани кои што ги оштетуваат овие контейнери за селектирање отпад прават двојна штета, бидејќи покрај нанесената финансиска штета, прават штета и одвраќајќи ги граѓаните од навиката да го селектираат отпадот. Целта ни беше да го подобриме системот на менаџирање со отпадот, тоест да им овозможиме на граѓаните на градот Скопје да можат да го селектират отпадот, при тоа да дадат придонес во заштитата на животната средина и природата. Со жалење можам да констатирам дека само во рок од 2 дена сите поставени пластични контейнери со жолта боја за селективно собирање им се расипани механизмите за затварање кои што функционираат на база на магнет. Ке апелираме до граѓаните и тие да се јават како заштитници на овие пластични контейнери, бидејќи на некој начин ќе придонесат да ги заштитат средствата кои што они сами ги дават. За жал се повтори истото што се случи со 230 мрежасти контейнери. Директорот на претпријатието најави пријава за непознат сторител, а до граѓаните упати апел да не ги оштетуваат контейнерите и секоја друга урбана опрема, затоа што истата е обезбедена со средства на граѓаните. Со цел спречување на семејното насилство, владата на Република Македонија усвои предлог закон за превенција, спречување и заштита од семејно насилство, кој што денеска пред медиумите го представија министрите за труд и социјална политика и за внатрешни работи. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов и министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска денеска на пресконференција информираа за предлог законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство. Владата на Република Македонија на вчерашната седница го разгледа и усвои предлог законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство. Истиот ќе биде доставен на јавна расправа, во која учество ќе може да земат невладините организации, експертите и институциите. Министерот Спасов посочи дека овој закон во голема мерка ќе понуди нови механизми и концепти за сузбивање на семејното насилство. Сакам да информирам јавноста дека владата на Република Македонија на вчерашната седница го разгледа и усвои предлог законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство. И истиот ќе биде доставен во наредните 30 дена на јавна расправа, во која што учество ќе можат да земат невладините организации, експертите и институциите. Со донесувањето за прв пат на нов посебен закон за превенција, спречување и заштита од семејно насилство. Не само што го следиме примерот на многу европски земји и земји од нашето окружување, во кои со посебен закон е регулирана оваа материја, туку и овој нов закон во голема мера ќе понуди нови механизми и концепти за сузбивање на семејното насилство. Овој предлог на закон ги дефинира начелата на кои ќе се заснува почитувањето на достоинството и личниот интегритет на жртвите на семејно насилство, третирајќи го овој проблем како повреда на основните човекови права. Како основни начела се предвидуваат и начелото на итност и одговорност на надлежните институции, интерсекторското постапување и координирање.
Министерката Јанкуловска објасни дека новиот закон е неопходна потреба со кој што уште повеќе ќе се ефектуираат активностите за сузбивање на семејното насилство. Овој најнов закон е сосема логичен и убедена сум дека е уште еден квалитетен исчекор за сузбивање на проблемите од оваа област. Имено, семејното насилство не може да се наблюдува само од кривично правен аспект или од аспект на социјална патологија, како појава како таква. Впрочем, искуството од мноштвото евидентирани случаи во нашата полициска практика покажува дека семејното насилство не е само закана за конкретна жртва, туку последиците од оваа појава се одразуваат и во дисхармоничност и дисфункционалност на семејството во целина, а представуваат и своевиден генератор на девијантно поведение на помладата популација. Црвениот крст на Република Македонија денеска ги додели пехарите на младинците од општинските организации, кои има изработено најмногу проекти со сонце и проекти кои направиле трајни промени во заедницата. 1200 младенци оваа година од 14 до 18 годишна возраст изработија 210 проекти. Томислав Атанасовски. На Црвениот крст на Република Македонија веќе 16 години функционира програмата Црвен крст во акција, промоција на хумани вредности, преку која младите добиваат обука како да изработуваат мали проекти за доброто на заедницата во која живееме. По тој повод, денеска во Црвениот крст на Република Македонија се доделија пехари на оние младенци од општинските организации кои имаат изработено најмногу проекти со сонце, проекти кои направиле трајни промени во заедницата. Денеска сме тука заедно да ги споделиме резултатите од минатогодишниот циклус, од работењето на нашата ПХВ. Намерно велам наша, затоа што е наша, затоа што е македонско, затоа што е тука создадено и тука произведено. Меѓутоа, веќе не е само наша, затоа што од неодамно, од минатата година, ПХВ алатката станува една од 11 признати алатки во рамките на Меѓународната федерација, која се бави со промоција на хуманитарно образование. Многу ми е драго што со нашето работење, имајќи во предвид содржината на програмата, директно влијаеме во тоа што значи создавање на порелаксирана атмосфера за живење во Република Македонија, при тоа покажувајќи висока свест од една млада група, од една млада популација која неретко или често може да биде пример и углед за сите останати, па и за нас повозрастите. Најдов на еден наслов кој што вели среќа е да направиш некого среќа. Ние сме среќни за тоа што ве имаме вас. Ние сме среќни за тоа што можеме да учиме од вас. Меѓутоа, со вашето работење, веројатно, вие, изминатата година, преку тие над 200 проекти кои ги произведовте, направивте многу луѓе и многу семејства среќни. Во таа смисла, јас само би ве охрабрил, би ве потикнал и би ве поддржал да во иднина да продолжите да произведувате нешта кои би ги правиле среќни луѓе. Оваа година 1200 младенци на возраст од 14 до 18 години изработија вкупно 210 проекти. Знаете, оваа година не изработивме 6 проекти, од кои 3 беа оценети со сонце. Ми беше големо задоволство да работам со моите прекрасни волонтери и мојот ПХВ тим кои успеавме да им задржиме мотивацијата на нашите волонтери да го изработиме оно што сме го започнали да го завршиме. Посебно му се заблагодарувам на американскиот амбасадор Пол Волерс, кој поддржува ПХВ програмата оваа година. Би се заблагодарил на мојот секретар, нашиот секретар поточно, на клубот на млади на Црвен крст на Готино и инструкторот кои дефинитивно дадат својата поддршка, целосна поддршка на целиот ПХВ циклус. Успеавме да смениме толку многу тажни восречни лица, да пружиме топол дом, чувства на почувство на фамилија и слично. Ова година исто така посебно ова алатка ПХВ успеа да смени мојата дневна рутина скоро 3 години и повеќе, се множи. А посебно благодарам за ПХВ тимот кои ме мотивираат толку многу за јас да продолжам да работам
на својата позиција, да чекорам, бидејќи ова беше предизвик за мене да станам ПХВ дисциплинатор во моето општество. Од Организацијата на Црвениот крст на Македонија се надева дека ова е добар потик младите да продолжат со нивната активна работа, како во ПХВ програмата, така и во рамките на клубот на млади при општинските организации на Црвениот крст. Оваа година програмата е поддржана од амбасадата на Соединетите американски држави во Македонија, а на настанот присуствуваше и се обрати амбасадорот Пол Волерс. Новинарите членови на ЗНМ ќе може да извадат мобилна паркинг карта и да користат бесплатен паркинг во општина Центар. Ова го овозможува договорот што го потпишаа јавното претпријатие Паркинзи на општина Центар и Сдруженијето на новинари на Македонија. Новинарите што сакаат да извадат новинарска мобилна паркинг карта треба да дојдат во просториите на јавното претпријатие Паркинзи на општина Центар и да достават потврда дека се во редовен работен однос во медиум или новинска агенција. Треба да достават и потврда дека се членови на соодветно новинарско или медиумско здружение или синдикат кој има склучено договор за деловна соработка со јавното претпријатие. Новинарската карта може да се користи на сите отворени јавни паркиралишта во зоните 1 и 2, со кој стопанисува јавното претпријатие, а вкупното време на задржување е најмногу 2 часа дневно. Јавното претпријатие Паркинзи на општина Центар информира дека наскоро ќе потпишат договор со Македонската асоциација на новинари и самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници, со што ќе им овозможи и на членовите на овие здруженија да аплицираат за новинарска карта. 780 садници ќе бидат засадени во општина Центар, поточно во населбата Пролет, за што општината од својот буџет ќе издвои 9 милиони динари. Општина Центар започна акција за обновување на зеленилото и тривните површини во населбата Пролет, каде ќе бидат посадени 780 садници. Ќе има 16 видови садници, тоа декоративни зимзелени дрвја, високородни садници, јавори, магнолии и грмушки. Садниците ќе имаат автоматски систем за наводнување. Во овој дел досега немаше вода и затоа се купаат бунари за наводнување со техничка вода, соопштија денеска од општина Центар. Садниците чинат 9 милиони динари. Нашите фудбалски представници во Лигата на шампионите и Лигата на Европа ги добија своите противници. Бразил против Чиле и Холандија против Мексико се првите осмина финални двојки на Мундијалот во Бразил. Вестите од спортот се по рекламите.